Добар ден, драги ученици, добродојдовте во Едуино, на часот по музичка култура за прва година во средно стручно образование. Јас сум Стојанче Иванов, работен сум во средното стручно општинско училиште Кола Неделковски во Велес, како професор по музичка култура. На овој час ќе проговориме за представниците во музичкиот барок. Значи, овде на почеток имаме една табела, да се подсетиме. Барокот настанал во временскиот период од 16 и 17 век и е поделен на 3 етапи. Тој траел околу 150 години, поделен е на 3 етапи, секоја етапа траела отприлика по 150 години. Овде на табелата имаме прикажано како е поделен барокот, на ран, среден и доцен. Секоја етапа си има свој представник, почнувајќи од ран, каде што е представник Клаудио Монтеверди, во среден Антонио Вивалди и во доцниот и најзначајниот период во барокот се композиторите Јохан Себастијан Бах и Георг Фридрих Хендел. Значи ќе започнеме од композиторот Клаудио Монтеверди. Монтеверди е италијански композитор и е најзначајната личност на преминот од Ренесансата во барокот. Роден е во Кремона, студирал музика со прославениот теоретичар Марко Антонио Ингегиери. На 15 години тој го создал своето прво дело, сет од 3 мотети, а во 1605 година тој компонирал 5 книги со мадригали. Тој се заинтересирал за експерименталните музички драми на Јакопо Пери, по кој бил музички директор во дворот на фамилијата Медичи и за слични дела на други композитори. Во 1607 година била создадена првата музичка драма на Монтеверди, Орфеј. Оваа опера била над сите претходни обиди за создавање на музичка драма и е најзначајна во развојот на историјата на операта. Сега, драги ученици, во продолжение имаме овдека еден линк. Ќе ве замолам да направите овде на оваа презентација на кратка пауза и овој линк да го копирате, да го отворите на YouTube каналот, да послушате една композиција Мадригал, кој се вика Амор, од композиторот Монтеверди. Продолжуваме понатаму. Антонио Вивалди, представник на средниот барок. Италијанскиот композитор и виолинист по професија свештеник, наречен црвен свештеник поради природната боја на својата коса. Првите знаења од областа на музиката ги добил од својот татко, кој бил виолинист во соборната црква Свети Марко во Венеција. Вивалди во текот на целиот живот бил со мощно слабо здравје, но сепак се одликувал со невообичаена работна способност, енергија и упорност во музичкото творење. Се докажал и како извонреден виолинист, диригент и музички педагог. Освен што бил мајстор на кончерто гросо, Вивалди е творец и на жанрот солистички инструментален концерт. Особено е заслужен за унапредување на техниката за свирење на виолина. Неговото плодно творештво ги опфаќа следниве позначени дела: 55 црковни композиции, 49 оперети, 3 ораториуми, 46 концерти гроса, 447 концерти и така натаму. Најпознато негово дело е делото за 4 годишни времиња. И во продолжение сега, драги ученици, ќе ве замолам да направите уште една кратка пауза на оваа презентација и имаме линк каде што ќе го отворите на YouTube каналот и ќе послушаме од делото на Вивалди за 4 годишни времиња. Ние ќе послушаме музичката нумера Пролет. Сега дојдовме до доцниот барок. Прв представник е Георг Фридрих Хендел. Би жалел кога со своите дела луѓето само би ги разонодувал, зашто сакам тие да стануваат подобри, слушајќи ги моите дела. Ова го изјавил Хендел. Хендел е мајстор над мајсторите. Угледувајте се на него.
Сите композитори на светот научете со малку средства да постигнувате најголеми дострели. Ова за Хендел го изјавил еден од најголемите композитори на сите времиња, Лудвиг ван Бетовен. Роден е во Хале во истата година како и Бах. Во 1703 година тој бил назначен за виолинист, композитор во Хамбуршката германска опера. Хендел настојувал во Италија во 1706 година, каде што го сретнал Корели и двајцата браќа Скарлати, Алесандро и Доменико. По неговото враќање во Хановер, 4 години подоцна, бил назначен за капелмајстор на германскиот принц. Во 1712 година Хендел се преселил во Лондон по успешната работа во Хановер и само за 2 години успеал околу себе да го привлече целиот кралски круг на Англија. Во 1717 година Хендел го надминал Пепуш, станувајќи капелмајстор на војводата Чандос. Додека Хендел престојувал во Лондон, тој бил сконцентриран на пишување италијански опери. По неуспехот на неговите опери и по претрпените критики, Хендел почнал да пишува ораториуми, а меѓу нив секако најзначајна е композицијата Месија. Во понатамошните години Хендел имал проблеми со очите. За на крај да остане сосема слеп, и во 1719 година Бах договорил средба со Хендел, но нивната средба никогаш не се остварила. Двајцата страдале од катаракта и во нивните зрели години биле оперирани од доктор Џон Тејлор. Хендел умира на 14 април 1759 година во Лондон. Овдека, драги ученици, ќе направиме уште еднаш кратка пауза на оваа презентација. Имаме овде линк и ќе ве замолам да го отворите на YouTube каналот и ќе послушаме композиција од Хендел која се вика Музика на вода. И на крајот Јохан Себастијан Бах, еден од најголемите композитори на сите времиња. Не Бах, што на германски значи поток, туку Мор, што на германски значи море. Требаше да се вика поради своето бесконечно знаење и умеење, заради неисцрпниот вруток, од кој ги црпеше своите мелодии и хармонии. Ова го изјавил Лудвиг ван Бетовен. Германски органист и композитор, еден од најголемите композитори на сите времиња, роден во староседелско семејство, кое во Германија и дало многу музичари. На 10 годишна возраст му починале двајцата родители, па грижата за него ја презел неговиот повозрасен брат, Јохан Кристоф, исто така музичар, органист, но многу строг човек и суров воспитувач. Иако сирак, со успех го завршува училиштето. Од тогаш започнува неговата музичка биографија, конкретно од 1703 година. Почнува неговиот музички животопис, што течел последниот редослед. Бах е првин органист во Анштат и Милхаузен. Потоа дворски органист и подоцна концертмајстор во капелата на војводата од Вајмар. Музички директор во дворецот на принцот во Кетен. И конечно кантор во училиштето Свети Тома и музички директор во Лајпциг. За жал, неговите сограѓани не можеле да го сватат неговиот гениален творечки дух, ниту пак го ценале оноку колку што заслужува музичкиот мајстор над мајсторите. Од двата брака имал 20 деца, што ги одгледувал и воспитувал со бесконечна татковска љубов. Од нив 7 станале музичари и композитори. Како и многу други гениални композитори, и Бах творел речиси во сите тогашни музички жанрови. Меѓу неговите поважни дела се Божичниот ораториум, Магнификат, Криста кантати, 6 брандебуршки концерти за оркестар, 30 двогласни и трогласни инвенции и многу други. Хендел е единствен човек кого би сакал да го запознам и со задоволство е единствен кој самиот би сакал да бидам, да не бев Бах. Ова го изјавил Јохан Себастијан Бах. И драги ученици, имаме, ќе направите една кратка пауза овде. Уште една,
на оваа презентација имаме линк, ќе ве замолам да го копирате на каналот на YouTube, да послушаме композиција од Јохан Себастијан Бах, која се вика Аве Марија. Тоа беше се за денеска, за овој час на Едуино по музичка култура. Се гледаме на некој нареден час. До гледање.